како општество, мислам дека немаме изградено консензус каква држава сакаме да имаме, каква економија сакаме да имаме. Од една страна сакаме пазарна економија, од друга страна бараме државен интервенционизам. Сакаме ниски даноци и придонеси, но сакаме здравствен и социјален систем како оној во Шведска. И понатаму бизнисмените се гледаат како профитери, наместо како двигатели на економијата и носители на работни места. Капиталните инвестиции, кои што всушност се инвестиции во иднината, се најчесто резидуална категорија во буџетот. Работниците се борат за повисока минимална плата, наместо да се борат за поголеми вештини кои што ќе ги извадат од замката на минимална плата. Ние не тргуваме и не разменуваме и немаме било какви односи со економии кои што имаат 6, 8, 10%. Или пак имаме, но сме во голем дефицит во трговијата, како што се Кина, Индија и така натаму. Така што врз основа на тие перформанси во економијата, а имајќи ги предвид предизвиците кои што се случуваат посебно со автомобилската индустрија во Европа, ние мислам дека имаме исклучително висок раст кој што во нормални околности би бил над 5, можеби и повеќе од 5%, што представува цел на оваа влада. Под предпоставка да се реализираат сите овие, а дел веќе се во процес на реализација проекти кои што ги реализираме, јас очекувам да се исполни прогнозата на Министерството за финансии за раст помеѓу 3,5 и 4% во 2025 година.